Продолжуваме со разговор во студио. Биди само своја темата на работилницата која ќе се одржи во сабота, а ќе одржи господја Лидија Коварни, која е советник по личен и професионален развој. По тој повод ќе се обидеме да ве воведеме во предавањето со тоа што ќе се потрудиме да добиете одговор на неколку прашања кои претпоставувам дека голем дел од вас си ги поставуваат, како на пример што го предизвикува стресот, како да се носиме со истиот, како да не дозволиме да ни влие околината и да ни ја црпи енергијата при остварување на нашите цели и како да го живееме својот сон овде и сега. Јас си срдечно добре дојдевилам на господја Лидија. Добре дојдовте во студиото на Телевизија Нова и во вестите на Телевизија Нова во една. Hvala vam puno na pozivu i hvala vam puno jer ste mi dali priliku da gostujem na vašoj televiziji. Кои се најчестите извори на стресот? Што го предизвикува најчесто? Prije svega ću definirati stres. Stres je vanjska situacija koju mi smatramo u datom tom trenutku kao nešto nerješivo, kao nešto što će nam nanijeti štetu. Tako da naša percepcija zapravo... Tako da naše to gledanje zapravo ništa ne ja slušam na to. A kako da se nosime со истиот? Vrlo jednostavno, iako to zvuči sada vrlo teško. Svi se danas susreću sa stresom, od beba pa preko odraslih Сите се соочуваат со стрес, од мали деца до возрастни. Znači, priznati да се носиш со стресот, треба да се соочиш со него, zahtjeva određenu poniznost, suočiti se s njim, prihvatiti ga, a onda да се соочиш со нив, да го прихватиш и полека да го анализираш треба. Се прашувате многу прашања кои ја како коуч ги советувам моите клиенти, да не бегаш од стресот, зашто тоа е само вовлекување во емоција. При остварувањето на нашите професионални или лични цели. Stres upravo to uzrokuje. Znači, on nas udaljuje od nas. Стресот управо тоа го узрокува. Тој не оттргнува од сите наши изазови, од она што сакаме ние да бидеме. Нити една цел нема да ја оствариме доколку сакаме да побегнеме од стресот. Треба да се соочиме со него. И ние не би биле овде ако не би се соочувале кроз историјата со стресовите. Живееме во иднината, туку овде и сега каде што сме, за сегашноста. Меѓутоа, како човечки социјални бидија, нели? Многу е тешко со оглед на тоа што имаме паметења, спомени, сеќавања, не можеме туку така едноставно, нели, да се оддалечиме од сето тоа. Како всушност, кој е вашиот рецепт за да живееме реално овде и сега? И да можеме туку така лесно да се ограничиме од сите тие случувања што биле во минатото или се она што не очекува во иднината. Naravno. Upravo taj život ovdje i sada nije tako jednostavan. Во главном овој живот, во овој момент сега, не е толку едноставен, и ние не можеме да го објасниме во една реченица. Значи, треба да се фокусираме на моментот. Сите проблеми и болки што сме ги доживеале во минатото, треба да ги оставиме во минатото. Но, znači jednostavno meditirati, odmarati, а сето она што не чека во иднината, konstantno nam podsvjesni šalje te podsvjesne programe, sva ta uvjerenja zapravo koji ja ништо не ја слушам. Znači da bismo se toga riješili, disciplinirani rad svakodnevno. Во ова стресно време, во современото општество, нели, во кое што живееме, и самиот современ начин на живење го наметнува, нели, тој стрес, како да се свртиме кон себе? Како да најдеме време за себе и колку е битно свртувањето кон себе за да видиме докаде сме со самите нас? Najbitniji smo mi, koliko god to drugima zvuči Најзначени сме си ние. Колку год тоа да звучи егоистички за некого, меѓутоа ние треба да сватиме дека сме си битни најмногу на самите себе си. Moramo prije svega raditi na sebi. Jer ako smo Ние мора да работиме на самите на себе. Riječ je samo o promjeni prioriteta, postaviti prioritet sebe, rad na sebi kako da sebe umirimo. Umijeće življenja nije u tome da kontroliramo život i situacije oko nas, već da kontroliramo sebe, svoje misli, svoje emocije, svoje postupke. Како? На кој начин да ја подобриме емоционалната благосостојба и интелигенција? Vezano za emocije, u svakom slučaju ih trebamo osvijestiti. Znači, kad dođu emocije, bez obzira na to što su to emocije straha, emocije nemira, emocije nelagode, bilo koje nelagodne ili ugodne emocije, trebamo ih osvijestiti i priznati. Ja osjećam... Треба да ги освестиме и да ги признаеме. Јас осеќам нелагода, јас осеќам страх,
и повторно да се вратиме на почеток. Треба да се анализира зошто тоа се догодило, како се догодило. Побарете стручна помош од луѓе кои што тоа го поминале. Ние многу често во денешно време се обраќаме во комши, на пријатели кои што немаат врска со таква ситуација. Затоа ве советувам, ако не можете веќе сами, обратете се, побарете стручна помош, водете дневник на емоција, за да освестите што чувствувате, од каде е проблемот. Стресот не е толку опасен и страшен совладлив, се додека не премине во анксиозност. Постои takozvani kratkotrajni stres и dugotrajni. Постојат два вида стреса, краткотрајни и долготрајни. Краткотрајниот може да трае многу кратко и тој може да биде позитивен и негативен. Позитивен е пример кога одиме во Луна парк, некоја позитивна мотивација кога доживуваме. Меѓутоа, во состојба на стресот, нашето тело физички почнува да станува напето. Меѓутоа, после тој краткотраен стрес, ние се враќаме у нормална. Меѓутоа, после долготрајниот стрес, тој со себе влече анксиозност, болести, фрустрации и незадоволства. Едноставно треба да го освестиме стресот, да застанеме и да побараме помош од околината и да си признаеме на самите себе си. Социјален страв, неизвестност, така не. Vrlo često, ali... Многу често. Znate što, kad pogledamo zapravo svaku situaciju, kad pogledamo naše... Да ја погледаме секоја ситуација, пример, нашето идење на работа, се е тоа неизвестност. Сето тоа е прашање на таа наша перцепција. Дали на тоа ќе гледаме како на позитивно или како на негативно. Значи, треба да се фокусираме на решение, да може да се најде решение. Зашто кога имаме стрес, нашата мотивација е многу мала, ние не сме креативни, не проаѓаме начин како да излеземе од таа ситуација. Контактите со вашите клиенти, кои професии може да се каже дека се најстресни? Vezano za profesije, niti jedna profesija... Врзано за професијите, нити една професија не е повеќе или помалку стресна. Се зависи од тоа како особата се понаша и како го доживува тоа. Она што го кажувам ја, моето мото, живејте ги своите соништа. Пораката или темата на вашето предавање во сабота, кој ќе се случи овде во Скопје, ќе ни ги кажете деталите во колку часот за сите оние кои ќе сакаат да присуствуваат, е биди само свој. Дали звучи малку себично, егоистички? Не, не малку, затоа што приватно како мајка, тоа сум го сватила, зашто сум почнала да се бавам да се занимавам со оваа професија, дека јас пред се морам добро да се осеќам како мајка, за да можам тоа да им го пренесам на своите деца, на својот супруг, на својата околина. На работилница ќе обработуваме и таа тема, меѓутоа како едноставно да ги живееш своите соништа, да идеш... Може би за крај да резимираме, само да ни кажете во кратки црти како, на кој начин е вашиот рецепт да се победи најлесно стресот? Може ли да се каже дека тука може да ја вклучиме и физичката активност? Во секој случај да. Физичка активност, здравје, живот, измена на исхрана, во секој случај да. Што повеќе движење, но во случај доколку оседите дека некоја особа веќе ви ствара стрес, избегнете ја. Значи, nije jaka okolina, nisu snažni ti ljudi jači od nas. Значи, ние треба да станеме силни, а не околината. Самите себе да се оснажиме, да се ојачаме, да можеме да се избориме со сите овие ситуации. Да, да настане. Дефинитивно да. И сонот е многу битен. Кофеин. И 5 до 10 минути дневно треба да озвоиме, да ги работиме работите кои што ги сакаме. Но со мали кораци, чекори. Чекор по чекор. Со една порака ваша до сите гледачи. Prije svega bih htjela vas sve pozvati na radionicu koja će znači kao što ste rekli. Пред се би сакала вас да ве поканам на работилницата во Хотел Континентал во 11 часот. Бидете онаа верзија себе, онаа промена која што сакате да ја живеете. Благодарам за одвоеното време и за тоа што бевте дел од вестите на телевизија Нова.
За кратко продолжуваме со вестите.